30 октомври е прогласен за Светски ден на вртоврската на предлог од Академија Крватика. Се празнува од 2008 година. Вртоврската се смета за изворен хрватски производ, а во Европа се проширила во 17 век благодарение на хрватските војници, чии предпознатлив моден детај била токму вртоврската. 23:30 минути, овде започнува уште едно издание на сцена. Добре дојдовте! Видео на годината. Аца Лукас падна од стол во звездите на Грант. Лудило во Дубај. Дзирнете во луксузната куќа на Јелена Бин Драј. Мадона е жена на 2016 година, според Билборд. Останете со нас, следуваат вестите од шоупис. За време на снимањето на една од емисиите на звездите на Грант, Аца Лукас се опушти малку повеќе од вообичаено и падна од стол. Пејачот ги крена нозете на масата, но во еден момент изгуби рамнотежа и падна на подот. Јелена Карлеуша и Вики Милковиќ му помогнаа да стане, а Аца веќе е хит на интернет. Српската манекинка веќе неколку години е во брак со шеикот Саид, со кого ги има синовите Хилал и Хамдан. Нивниот дом се наоѓа во Дубај, па Јелена реши да сподели неколку фотографии на социјалните мрежи за да покаже во каков луксус живее и со тоа воодушеви многумина. Иако на сликите не се гледа баш што се поседува Јелена, сепак и тоа што делумно го открива ни дава до знаење дека неа ништо не недостасува во животот. Мадона е жена на 2016 година, според Билборд. Изборот е направен врз основа на продадените билети за концертите, филантропската работа, заложувањето на човековите права и незиниот континуиран статус на најдобро продаван женски извидувач на сите времиња. Во контекстот на ова одат и податоците дека се продадени 1 милион влезници и заработени 170 милиони долари од незината турнија. Наградата ќе биде доделена на гала вечерта "Жените во музиката", што ќе се одржи на 9 декември по 11 пат во Њу Јорк. Трендот да се фотографираат за насловна страна во разголена поза, најчесто во раскопчена бела кошула. Одамна го почнаа славните холивудски звезди, но папараците изгледа од тие фотографии и не се баш задоволни, па уловија неколку познати звезди и ги фотографираа голи. За кои холивудски звезди се работи, дознаваме веднаш. Кога сте славни, нормално е да сликаат, но понекогаш работите одат предалеку кога ќе се појави ваша фотографија на кои сте голи. Дали овие познати личности заслужуваат да им ја нарушуваат приватноста? Дефинитивно не. Сепак не одолеавме да не дзирнеме во фотографиите на овие 10 славни личности на кои репортерите ги сликале голи. Хајди Клум скоро и да не носеше ништо на себе додека беше главниот модел на Викторија Секрет, но има голема разлика помеѓу носењето на мало бикини на модната писта и слики од плажа на кои сте топлес. Додека беше на одмор во Франција, се појавија фотографии на моделот на кој беше топлес. Кога ја праша за објавените фотографии, Клум се збуни како папараците успеале да ја сликаат. Таа мислела дека е на зафрлено место на плажата, но кога сте славна личност, папараците ќе направат се за да заработат пари со овие фотографии. Додека беше на одмор со својата другарка Джейд Пирс на Бора Бора, Џастин Бибер одлучи да се бања гол среде бел ден. Оваа немаше да биде проблем ако тој не е славна личност и ако папарацито не се криеше во непосредна близина да го слика познатиот пејач како од мајка роден. Од тогаш Бајб редовно објавува своји фотографии на социјалните медиуми на кои е оскудно облечен. Ријана ни го покажа своето совршено тело во серијата насловни страници во списанијата и во музички видеа. Но според бројните обожаватели, токму со сликите од приватниот одмор во родниот Барбадос ја помина границата. Фотографиите ги направија папараците. На нив се гледа како пејачката се пресоблекува пред прозор и уште пред да трепнеш се објавија на интернет фотографиите на кои се гледа голата звезда. Некои смета дека Ријана знаела дека папараците се во непосредна близина, затоа што повеќето од сликите таа гледа директно во објективот. Одморот на Зак Ефрон беше многу повеќе од обичен одмор. Од одмор се претвори во најлош кошмар на познатите. Познатиот актер го сликале додека си уживал на хотелскиот балкон. На првите фотографии се гледа Ефрон како прави вообичани и досадни работи. Се зборува на телефон, доручкува, си го мести својот пакет.
Но малку подоцна нештата се вжештија кога се појави гол на балконот и може да се видат неговите импресивни образи. Што може да биде полошо од топлес фотографии? Топлес фотографии додека сте на одмор со вашиот оженет љубовник. Актерката Сиена Милер ја фатија на делот додека беше на одмор со оженетиот актер Балтазар Гети. На фотографиите се гледа Милер како топлес се игра во водата покрај Гети. Подоцна таа за себе изјави дека не била добра штом се гледала со оженетиот актер. А што се однесува до топлесот, се сомневаме дека ова е последен пат како ја гледаме оваа актерка во топлес. Иако Кетрин Зета Джонс во 2003 ја критикуваа, сепак немаше ниту еден момент во кој таа ни покажа малку повеќе од дозволеното. Иако актерката ја фотографираа топлес во Мексико, сепак никој не се загрижи. Она што беше причина луѓето да се зачудат е фактот кога таа пушеше цигара, а беше во 8-миот месец од бременоста. Камерон Диас никогаш не се срамела да го покаже своето прекрасно тело на малите екрани, но и надвор од нив. Во текот на својата кариера, актерката во неколку наврати ја фотографираа топлес додека беше на одмор со незините момчиња. Па така, сосема јасно дека не е љубител на горниот дел од бикинито и нема зошто да ја обвинуваме. Дури на 43 годишна возраст, Диас успева да ги засрами своите помлади колешки со незините надмени вредности. Одморот на Сент Барт за холивудската актерка Натали Портман требаше да биде убаво и пријатно бегство. Сепак, мирниот ден на плажата се претвори во можноста за фотографска сесија, која актерката и светот никогаш нема да ја заборават. На фотографиите се гледа Портман како се сонча топлес на плажата заедно со незината другарка. Она што е страшно е што на фотографиите таа има само 19 години. Синди Крафорд изгледа апсолутно совршена кога е облечена. Не бевме изненадени ниту кога видовме дека таа е авион и без облека на себе. Убавата Бринета во неколку наврати ја сликаа топлес. Фотографијата од 2000-тата, додека шета по плажата и во 2008 година, додека одмараше со сопругот на јахтата. Мора да признаеме и ние да изгледаме толку добро како Крафорд и ние ќе се дружевме со пријателите по цел ден. Мајли Сайрус е далеку од срамежлива и скромна девојка, па така папараците успеа да добијат многу повеќе од онаа што се договараа кога ја забележаа оваа пејачка и актерка на плажата. Сайрус планираше да се бања со тогашното момче Патрик, кој ги забележа папараците. Штом почна да блескаат објективите, Сайрус се соблече и си ги покажа градите. Оваа позната личност е силен поддржувач на кампањата Слободни гради. Па и не можеме да кажеме дека бевме изненадени кога беше многу брза при соблекувањето. Филмовите кои оваа година можевме да ги погледнеме на филмското платно и кои во текот на есента и зимата ќе бидат премиерно прикажани, ќе се најдат помеѓу номинациите за филмски Оскар. Филмовите кои треба да ги погледнете се токму овие што следат. I've come to discuss tomorrow. The Attorney General relayed to me your desire for a more modest ceremony. I've changed my mind. Шпекулациите кои филмови ќе се најдат во трката за најпрестижната филмска награда Оскар веќе започнаа. Филмовите кои оваа година можевме да ги погледнеме на филмското платно и кои во текот на есента и зимата ќе бидат премиерно прикажани, ќе се најдат помеѓу номинациите за филмски Оскар. And who is it up to, Mr. Valenti? Well, as I'm sure you know, tomorrow we're expecting close to 100 heads of state. 103. Джеки е филмот во кој главната улога ја има Жаклина Кенеди. По убиството на сопругот на првата дама, таа се бори преку болка и траума да ја врати својата вера и да ги утеши незините деца, но и да го дефинира историското наследство на незиниот сопруг. Во главните улоги се појавуваат Натали Портман и Питерс Старсгард. Foolish as they may seem, here's to the hearts that ache. La La Land е американски филм во жанрот романтичен мюзикал со примеси на комедија и драма. Љубовна приказна во која еден джез пијанист ќе се заљуби во надежна актерка на адреса во Лос Анџелес. Главните улоги ги толкуваат Рајан Гослинг и Ема Стоун. You wanted to be special forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. Сноуден, филм во кој што се прикажуваат нелегалните техники за надзор на НАСА, во вид на документи кои ќе излезат пред очите на јавноста од страна на еден од вработените, односно Џозеф Гордон Левит во улога на Едвард Сноуден.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take? My daddy. Манчестер by the Sea е драма која беше премиерно прикажана на филмскиот фестивал Sundance на почетокот на 2016 година. Трогателна приказна за момчето кое ќе остане без својот татко, а за него ќе се грижи неговиот вујко. Главните улоги ги толкуваат Кейси Афлек, Мишел Вилиамс и Кайл Чендлер. What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here. Moonlight, временска приказна за човековите врски и самооткривањето. Филмот е хроника на животот на еден млад црнец од неговото детство, додека се бори да го најде своето место под небото. Сето тоа се случува во вулканото предградие во Мајами. Ова се дел од фаворитите кои можеби ќе се закитат со Оскар или пак ќе се најдат помеѓу номинациите на наградите на Академијата. I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Овде завршува уште едно издание на Сцена. Ви останете со програмата на телевизија Нова, а ние се гледаме утре во 23:30 минути. Добра ноќ.